Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Светската недела на имунизација има за цел да ја промовира употребата на вакцини за да ги заштити луѓето од болести. Во Тетово се одржа панел дискусија за подигање на свеста од важноста за инклузивно образование во рамки на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Матуранти од неколку градови на надпревар за најдобар бизнис план на Универзитетот на Југоисточна Европа. Светската недела на имунизација има за цел да ја промовира употребата на вакцини за да ги заштити луѓето од сите возрасти од разни заболувања. Вакцините спасуваат животи од смртоносни болести. На оваа тема разговараме со доктор Александар Костески, кој има 37 години работно искуство во Тетовскиот здравствен дом. Бројни болести може да се превенираат со вакцинација. Секоја доза на вакцина е важна при спасувањето животи. Важна е за сопствена заштита, но и за заштита на најблиските. Важноста на имунизацијата уште еднаш се истакнува во Европската недела на имунизација, што секоја година традиционално се одбележува од 23 до 29 април. Многу болести токму поради вакцинацијата се искоренети, вели доктор Александар Костески од здравствениот дом Тетово. Придобивките се огромни. Со редовно вакцинирање, од кога се воведе вакцината, многу болести, од кои порано се умираше, значи беа смртоносни, сега се или искоренети, или може само да се најде спорадични случаи. Значи, можам да посочам пример дека дифтеријата веќе ја нема нигде. Може да се случи, значи бактеријата што ја предизвикува дифтеријата постои. Тие што не се вакцинирани можат пак да заболат од дифтерија, која може да биде смртоносна. Значи, затоа не треба многу да се слуша групата на антиваксери. Токму антивакциналните кампањи изминативе години предизвикаа страв кај родителите дека вакцината МРП предизвикува аутизам кај децата. Според доктор Костески, тоа е неосновано тврдење, затоа што има неколку студии кои покажале дека нема никаква поврзаност. Откако ќе им се објасни што е и зошто е и дека вакцината не е причина за појава на аутизам, а аутизмот се погодува со давањето на вакцината, тоа се првите знаци, првиот говор, првото, значи не е така се погодило и мисла дека вакцината е временски и затоа е така. Тетово е меѓу градовите со голем процент на имунизирани деца, но сепак не е на задоволително ниво. Најчести причини поради кои децата не примиле вакцина е поради престој во странство, вели доктор Костески. Тетово спаѓа меѓу тие што се со највисок процент на вакцинирани деца. Не е таа бројка се уште задоволителна, значи треба над 95% од децата да примат вакцина. Сега, значи тука има разни случаи. Родителите со децата биле надвор од државата, таму каде што биле работеле на црно, значи не биле пријавени, па нити децата ги примиле вакцините. Значи ние кога тоа ќе го забележиме, знаеме како се даваше во периодот кога имаше епидемија на морбили. Значи токму заради случаи на недостиг на кадар, кој ќе може редовно да го спроведе, знаеме дека од кој ќе се даде првата доза. После месец до месец и пол може да се даде и втората доза и со тоа децата да бидат комплетно вакцинирани. Сето тоа го следиме и ги
известуваме родителите за придобивките и сето тоа што се може да направи ако детето не е вакцинирано и кои се придобивките. Инаку по повод одбележувањето на Европската недела на имунизација, Министерството за здравство преку кампања ќе го информира населението за придобивките од имунизацијата. Во рамки на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, во Тетово се одржа панел дискусија за подигање на свеста од важноста за инклузивно образование, како и да се убедат локалните самоуправи, да ги стипендираат учениците со попреченост. Низ цела држава преку проектот доделени се 474 стипендии на ученици во 62 општини. Со цел да се разговара за инклузијата и инклузивното образование, да се представат локалните текови на полето на инклузија, денес во Тетово се одржа панел дискусија во рамки на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Преку овој проект се стипендираат над 470 ученици со попреченост, кои се запишани во основните училишта во земјава. Проектот доделува 484 стипендии и над 54 стипендии се од полошиот регион. Значи, сакаме да ги информираме општините со нашите резултати во текот на овие 3 години што работиме како проект и современо да бареме од нив да бидат поодговорни да ги преземат овие стипендисти, не само овие, него сега по новиот закон, значи децата мора да се упишат на редовните училишта, а тоа е дополнителен терет за родителите посебно, кои и финансиската поддршка секако е потребна, така што имаме и позитивни примери. Примерно веќе општината Арце, значи има креирано план во склоп на Советот на општината и не само нашите стипендисти што доаѓаат од таа општина, туку и другите деца и студенти им доделува годишна стипендија. Така што е еден од најдобрите примери во нашиот регион, што сакаме и другите општини да ја преземат таа обврска и на некој начин да им ја олесни на семејствата, а и современо да имаме успешна инклузија, што ни се наметнува и по закон и како и морално и да бидеме поодговорни како институции и опште како граѓани на овој наш регион. Општината секогаш е отворена за да има соработка и со невладини организации, па и со други институции. Како општина ова година е факт дека не можевме да доделиме стипендии за овие категории на деца, но ќе се потрудиме со буџетот на наредната година во програмата за социјална заштита и во буџетот на општина Тетово да предвидиме за да можеме да им излеземе упресред на децава со попреченост. Значи, општината се потруди секогаш и дава максимум за да обезбедиме подобри услови. Имаме и некои работи што се направени во нашите училишта и во нашата општина, како е лифтот во основното училиште Лирија, сега во новиот објект на основното училиште на Инфрашери има и пристап и надворешен и внатрешен за децата со попреченост. Исто така во две основни училишта се направени и игралишта за деца со посебни потреби, тоа во основното училиште Истикбал и во основното училиште на Инфрашери. Проектот кој го спроведува фондацијата Чекор по Чекор заедно со своите партнери, Сдруженијата Инклузива и Хандимак, а во соработка со Министерството за образование и наука, има за цел квалитетно и инклузивно основно образование, со цел секое дете да има еднакви можности за развој, учење и остварување на своите потенцијали. Министерот за економија Крешник Бектеши најави кривични пријави за трговците кои не ја почитувале одлуката за замрзнување на цените, како и за изложување на залихите во продажба до 70%. По завршување на акцијата на Кванташкиот пазар во Скопје, запленетата роба од овошје и зеленчук е донирана во установите, каде што е најнеопходна широм земјава. Веќе ова
се достават и кривични пријави за одредени правни субјекти од страна на полиција за непочитување на одлуките на владата и на законите во нашата држава. Со ово уште еднаш се покажува дека нема да има никакви отстапки за сите тие што не може да почитуваат овие одлуки, а со тоа да им се излезе по пресек на граѓаните и на прекушувачите. Вчера се одземени над 15 тона лоши земјичи од страна на надлежните институции и акциите ќе продолжат секојдневно до завршување на одлуката, а одлуката, имајќи го преди дека не се прочитуваше до крај, ќе продолжи да важи и во наредниот период. Во делот на кривичните постапки сме најавиле дека значи избегување на давачки од над 10.000 евра е кривично и веќе се утврдени дека неколку компании тоа го направиле. Значи при крај се и анализите од страна на финансиската полиција за други компании и во петок значи јавно ќе се покренат тие кривични постапки. Од она што од вчерашниот ден би сакал да издвојам дека се затекнати трговци кои не водат евиденција во трговија, спротивно на член 28 став 1 од Законот за трговија, исторени прекршоци по член 57 став 1 од Законот за трговија исто така, согласно член 51 став 1 точка 6 од Законот за трговија одземени се стоки од вредност на 15 тони. Истите тие се предадени до Агенцијата за одземен имот, каде потоа беа распределени онаму каде што е најнеопходно, а тоа беа наведените институции кои ги беа вчера. Матуранти од неколку градови од земјава учествуваа на надпревар за најдобар бизнис план, кој го организираше Факултетот за бизнис и економија при Универзитетот на Југоисточна Европа во соработка со Центарот за предприемништво и иновации. Целта на надпреварот е учениците да ги изразат своите идеи и вештини во креирање на успешен стартап. За најдобрите тројца учесници следуваат парични награди. Матуранти од повеќе средни училишта од неколку градови од Македонија денес учествуваа на надпреварот за најдобар бизнис план што го организираше Факултетот за бизнис и економија при Универзитетот на Југоисточна Европа во соработка со Центарот за бизнис и иновации. За најдобрите 3 бизнис планови се предвидени парични награди. Покрај тоа матурантите како дополнителна активност имаа можности да слушнат предавања од искусни предприемачи во областа на имплементација на бизнис плановите во успешен стартап. Целта на овој надпревар е матурантите да си ги презентираат своите трудови кои што ги прават во однос на бизнис план или стартап, значи за креирање на бизнис. Идејата е тие да се мотивираат, да си ги постават своите идеи и за истото ќе има и за надпреварот ќе има и награда за првиот, вториот и третиот најдобар бизнис план кој што ќе се изведе и ќе се презентира денес пред нас. Истовремено, за да можат матурантите да си искористат и сите подобности што ги имаме во Универзитетот на Југоисточна Европа, ќе има и други активности, посебно запознавање со предприемачи кои што директно ќе може да им споделат нивни искуства и запознавање за започнување на еден бизнис. Ученичките трудови ги оценуваше комисија составена од професори по бизнис и економија, а наградите за најдобрите, како што истакна од Универзитетот на Југоисточна Европа. Меѓу другото ќе бидат и поттик идните студенти да го продолжат образованието во тој сектор. Ваков надпревар се организира втора година поред, а годинава очекувањата се големи во поглед на изработката и презентацијата на бизнис плановите од учениците. Па ова е втор пат, значи лани имавме исто и навистина бевме воодушевени од иновацијата и идеите што ги имаат матурантите, значи тие се уште млади, но сепак имаат многу креативни идеи и ова година исто дури очекуваме нешто подобро, бидејќи веќе било истакнато како значи повик дека ќе има и награда и сите тие можеби ги така да кажеме ги мотивирале да бидат покреативни, уште покреативни. Во продолжение информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово.
Вчера во 12 часот и 40 минути во 16 часот во Тетовско Желино, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 23-годишникот Желино и 21-годишникот село Зурмиште. Тие се сумничат дека во текот на ноќта 21 април наспрема 22 април извршиле тешка кражба во работилница собственост на 52-годишникот Тетовска Мала Речица, при што одзеле повеќе предмети. Двајцата биле задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Во рамките на акциската контрола спроведена вчера од 5 до 10 часот, полициски службеници на СВР Тетово на улица Браќа Миладинови во Тетово откриле и законски санкционирале две патнички моторни возила со тетовски регистарски ознаки. Hyundai што го управувал 62 годишен тетовец и Ford Transit управуван од 54 годишникот тетовска Брвеница, а кои не ги поседувале потребните документи за вршење на јавен превоз. По документирање на случајот против нив ќе следуваат поднесоци. Вчера околу 10 часот и 30 минути на улица Панча Поповски во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 54 годишникот Охрид, поради сомнение дека на подрачјата на Гостивар, Кичево, Охрид и други места извршил повеќе кражби, претежно на велосипеди, кои потоа ги продавал во други места. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и против него ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 17 часот и 50 минути лишиле од слобода 54 годишен гостиварец, кој претходно бил пријавен од 44 годишникот Гостивар, дека заедно со неговиот брат се однесувале агресивно во неговиот деловен објект и му се заканувале. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 18 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 51 годишен гостиварец кој претходно го нарушил јавниот ред и мир во трговски објект на улица Илинденска во Гостивар. Тој е задржан и по расчистување на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 46 годишникот Гостиварско село вчера во 20 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 18 часот и 30 минути во неговиот семеен дом тој и неговиот малолетен син биле физички нападнати од малолетник од селото, инаку вереник на неговата ќерка. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 8 до 20 часот спровеле контролни активности за брзина со која се движат возилата, во кои биле изречени вкупно 65 мерки. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во период од 8 до 20 часот спровеле повеќе контролни активности за брзина со која се движат возилата, а во рамките на кои биле изречени вкупно 65 мерки, 54 во Тетовско и 11 во Гостиварско. Од нив 48 мерки, 37 во Тетовско и 11 во Гостиварско се однесувале на пречекорување на максимално дозволената брзина надвор од населено место, од кои 3 за над 70, а 8 од 50 до 70 км на час. Покрај ова санкционирани биле и 17 пречекорувања на пропишаната брзина во населено место, како и 12 други видови сообраќајни прекршоци. На сите прекршители им се изготвени соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со предвидените парични глоби, а екстремно пребрзите возачи и современо одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите да бидат максимално внимателни поради влажните коловози на подрачјето и да ја прилагодат брзината според условите на патот, со што ќе придонесат за нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. СВР Тетово известува за посебен сообраќаен режим утре во Тетово, поради престој на косовската претседателка во градот. На 27 април, четврток, во Тетово, по повод престојот на висока делегација на Република Косово, секторот за внатрешни работи Тетово ќе воведе посебен сообраќаен режим во централното подрачје на градот, во периодот од 5 часот наутро до завршувањето на официјалната посета. Во овој период ќе биде забрането паркирање на возилата на булеварот Маршал Тито, на потегот од крстосницата со улицата Видео Смилевски Бато до крстосницата со улицата Благоја Тоска. Покрај ова нема да биде дозволено паркирање и на улица Јн, на потегот од крстосницата на улицата Димо Гавровски Кара со булеварот Илинденска, како и на булеварот Илинденска, на потегот од крстосницата на булеварот Маршал Тито со улицата Јн.
На сите други улици во градот, каде веќе е забрането, ќе се санкционираат и подигнуваат возилата, со цел да се обезбеди непречено и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до граѓаните во четврток на 27 април да не се движат со нивните возила во централното подрачје без поголема и неодложна потреба, но и да имаат разбирање и трпение за изменетиот сообраќајен режим и да ги почитуваат и да постапуваат по наредбите и насоките на полициските службеници, со што непосредно ќе придонесат за безбедна реализација на официјалната посета на косовската делегација. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.